Почитувани гледачи на Автомагазин, добар ден. Како што ветивме минатата емисија, во ова издание ќе го видите рапортот од 74-тиот Женевски мотор шоу. Покрај многу новитети во Женевскиот мотор шоу оваа година може да се забележи дека голем акцент е ставен на еколошките автомобили. Но се забележува дека има уште многу време за да овие еколошки автомобили кои имаат нула емисија на штетни издувни гасови ќе бидат имплементирани на светските улици. Но до тогаш погледнете што го обзема и го фокусира нашето внимание на годинешното издание на Женева. Најдобриот пакет на пазарот е во Toyota. Новиот Аури сега со дизел мотор по цена за бензински. Или одберете надграден пакет опрема по цена за основен. Но не е само тоа. Добивате и подарок алуминиумски бандажи, зимски пневматици со 50% попуст и каско осигурување. Само во Toyota. Плати помалку е новото доби повеќе. Стил и гени. Моќта се нашите гени. Новиот Outlander од 28.980 евра. Мак Автостар. Семејството значи долг список на обврски и многу планови. Автомобилот ви нуди поголема организираност и комоција. NLB Leasing ви помага да го остварите недостижното на многу едноставен начин. Ново или половно возило, одлуката е ваша. NLB Leasing. Знам зошто. Единствениот модел од Инглштад кој нема бројка во ознаката ја разби првобитната воздржаност кога на него се гледаше како модернизирана верзија на својот претходник. Природно, изгледот моделува доста познато, но само однадвор. Внатрешноста изобилува со супермодерни решенија кои просто мама да се седне во него и да се анализира што се крие. За првото покажување Audi се одлучи за 3 дволитарски мотори, 2 TFSI и 1 TDI. Дизелот кој беше присутен и порано сега располага со 184 коњски сили, чија жет ќе ја задоволат просечни 4,2 литри на 100 км. Сепак поголемиот процент купувачи на новиот TT ќе се одлучат за бензинските варијанти. Нив Audi колку за почеток ги подготви со 230 и 310 коњски сили. Нивните импресивни способности, посебно кај посилната верзија означена со врелото S во името, кажуваат зошто фановите на Audi возбудено подрипнуваат само со споменувањето на овој модел. Audi TT сепак е полесен за 90 кг од претходникот и со исклучок на малку подолгото меѓуоскено растојание има скоро идентични габарити. Концептот Vision C не е најлогичен примерен избор за правецот во кој ќе се развива гамата на Шкода, но неговата 4-вратна силуета со елегантни и динамички купе линии оптимално се надградува на трендовскиот дизајнерски јазик на марката. Официјално замислен само да ги покаже можностите за алтернативни каросериски решенија во иднината на марката, неговиот изрази дизајн со гаранција ќе привлече премногу внимание за да едноставно биде игнориран. Формулата со која се воделе неговите креатори е да биде модел составен на компактна платформа, но со изглед па и димензии како возилата од средната класа. Тука доаѓаме до вистинската вредност на оваа студија. На неа работеше македонското девојче, ресенчанката Елена Ристанчевска, која подолго време е дел од дизајнерскиот тим на Шкода и одговорна е за дотерување, односно опремување и боите на автомобилите, од студиите па се до оние кои влегуваат во производство. За мене како македонец запознавањето со Елена ме направи горд и среќен што имаме со што да се пофалиме, а таа не можеше ништо да ни открие бидејќи беше презафатена. Сепак 2018 година е веќе утре, а до тогаш Шкода има за задача да ја зголеми продажбата од ланските 920.000 на 1,5 милион возила. Еден од начините за тоа е дизајнот на новите модели. Ако е до Елена, тоа сигурно ќе се оствари.
Џуџаро од поодамна е во служба на Volkswagen групацијата и досега има креирано повеќе интересни концепти, но ништо од нив се уште се нема појавено како сериски модел. Дека влијанието на неговиот дизајн врз идните стилски трендови на куќата ќе биде големо, не е спорно. Прашање е на време, само кога генерално конзервативното раководство во Волсбург ќе се реши да даде виза за некоја негова идеја. Во меѓувреме, талентираниот италијанец не престанува да работи. Најновото што произлезе од неговите раце е моноволуменот со коцкаст облик, чиј дизајн воопшто не импресионира, но тоа и не му беше цел на Џуџаро. Со 4,5 метри долгиот концепт Клипер, тој сакаше да остави акцент на иновативните размислувања и придобивките од новиото интегрирање во целокупниот производ, а не само во неговиот дизајн. Колку успешно тоа може да го кажат само малкумина експерти кои добро ја познаваат проблематиката. За сите други, Клипер ќе биде само миниван со врати кои чудно се отвараат, тематски насочен кон морето и релаксираноста што ја носи самата помисла на него. Силно внимание требаше да привлече и внатрешноста во која има место за шестмина, но таа остана во сенка на вратите со револуционерен, дури и спектакуларен начин на отварање. Специализиран за теренски возила, SsangYong во својата гама има и модели кои се наменети за други потреби, пред се за луксузен предвоз на патници. Но пазарните трендови кои се повеќе ги намалуваат габаритите на спортско-корисните модели и модот од рака на корејците, кои со вториот концепт означен како XLV покажуваат дека нивното време допрва ќе дојде. За да го пречекаат моментот подготвени, тие на својата гама возила решија да и додадат нов животен стил кој ни го презентираа во Женева. Би сакале да веруваме дека ритмичките и не премногу агресивни линии ќе останат, но и дека визуелно тешкиот заден дел ќе биде подложен на естетска диета. Причината зошто тој изгледа така се дознава кога ќе се погледне внатре во возилото, во кое има место за 7 седишта. За внатрешноста во овој момент не може многу да се зборува, но повеќе од сигурно е дека нема да изобилува со футуристички дизајнерски акробации, туку ќе биде подредена на стил кој ќе обезбеди посигурен пазарен пристап. Од оние мејнстрим производители кои ни доаѓаат од далекиот исток, голем успех бележат моделите на Mazda. Објективот на нашата камера го забележа господинот Велко Велковски, менаџер на Mazda во Македонија. Добре дојдовте во Автомагазин. Вашата компанија, можам слободно да кажам дека тргна од една негативна позиција. Негативна позиција затоа што угледот на Mazda беше руиниран во последните години на работењето. Во првите година дена, како би можеле да ги оцените резултатите, но и перспективите за вашето работење? Пред се благодарам за интервјуто. Mazda е еден бренд кој што бележи пораст на секаде во Европа. За жал, кај нас има една лоша историја поради претходниот импортер. Меѓутоа, ние со сите сили се обидуваме да ја вратиме довербата кај клиентите. Изминатата година за нас покажа дека пред се брендот е посакуван кај нашите клиенти. Mazda 3 е најновиот дериват од кујната на вашиот принципал. Ние го имавме на тест, заклучивме дека тоа е извонреден автомобил, но можеби цената е малку поголема. Исто така во текот на годината би требало на пазарот да дојде Mazda 2 и со тоа би се комплетирала сликата на Mazda во понудата на нашиот пазар. Што е со ценовната политика на Mazda? Mazda веќе не се стреми кон ефтини цени, мислам дека и никогаш не се стремела кон ефтини цени на било кој од пазарите, вклучувајќи го и нашиот пазар. Пред се сметам дека цените на македонскиот пазар се избалансирани идеално со оглед на акцизите кои што ги имаме во однос на околните цени, во однос на околните земји. Во однос на Mazda 3, до клиентски пристап кон Mazda 3, никаква забелешка сме немале во однос на цените. Значи Mazda се стреми кон премиум сегментот, го зголемува квалитетот на своите возила, издржливоста, дизајнот и се она што го нуди како опрема во своите возила.
И како што напоменавме, Mazda 2 би требало да дојде кон крајот на оваа година на пазарот. Дали таа ќе биде позиционирана некаде заедно со Yaris и Fiesta или би стремела на премиум сегментот, односно на некои премиум производители на компактни возила? Повторно продолжува политиката на Mazda да ги позиционира своите модели во премиум сегментот, значи таа ќе биде ценовно над споменатите модели. Очекувањата се дека би излегла до крајот на тековната година, меѓутоа нашите најави се дека ќе имаме почетокот на следната година во салоните спремна за продажба. Јас ви благодарам за одвоеното време, а ние продолжуваме понатаму со Автомагазин. Време е за блокот за возилата од сегментот С. Во Женева нив ги немаше многу, но можам комотно да кажам дека Форд со рестайлингот на Фокус го промовира едно од најубавите возила представено на овој женевски мотор шоу по прашање на рестайлингот. Ништо револуционерно, ниту спектакуларно, но според оценка на многуте колеги со кои дискутира во Женева, Ford Focus е дефинитивно најубавиот редизајн од сегментот С прикажан на оваа смотра. Можеби поради скромната доза на агресивност го постигна саканиот ефект. Парот, истенчени светла, брановидниот поклопец на моторот и заедно со маската на напред истакнатиот браник не се во контрадикција со масивниот заден дел кој задржа повеќе од своите линии. Емоциите предизвикани со изгледот ги подгреваат унапредените погонски групи кои ги вклучуваат и новите 1,5 литрски EcoBoost бензинци со 150 и 180 коњи и ТДЦ и дизелите со 95 и 120 коњски сили. Покрај веќе постоечките со 100 и 125 коњи, Фокус ќе биде понуден и со новата верзија на малиот 1-литарски 3-цилиндричен мотор, за којот Форд велат дека ќе биде првиот нехибриден бензински автомобил кој ќе емитува помалку од 100 грама на километар јаглерод диоксид. Означен како Визив 2, овој концепт има за цел да не фокусира кон патот на идната генерација кросовери на јапонската марка. Во споредба со претходните два концепта Визив и Визив Evolution, овој има поинаков преден и заден дел, на кој визуелно доминираат големите округли дополнителни светла. Генерално, посилните линии прават дизајнот да му е попривлечен, но и понатаму го задржуваат во сферата на научната фантастика. Голема улога во тоа има и скоро идентичниот профил кој донесува чудно решение за вратите. Предните две се големи и се отвараат на нагоре, а задните две се лизгачки. Интериерот на овој 4,4 метри долг концепт најавува сосема нов правец на делување на дизајнерите на Subaru, а погонот е доверен на 1,6 литарскиот дизел боксер спарен со 3 електромотори и без степена трансмисија, што представува продолжување на веќе добро трасираниот пат на технолошки напредни решенија за задвижување на сите 4 тркала. Третиот последователен концепт од истата серија покажува дека Subaru здраво размислува дали да тргне според модерниот возен ред или како и често пати досега да се држи до поконзервативните решенија. Заради тоа и ништо поинаку освен дека и понатаму ќе работат на проектот не можеше да се очекува. По купето и теренецот, Волво го представи и третиот концепт од серијата што треба да го ревитализира како сериозен производител на возила. Мисијата заврши. Трилогијата концепти кои треба да го донесат Волво на ново рамниште, поконкурентно од досегашното, е комплетирана со најновата караванска обликувана и така наречена студија Estate. Сега нареде реалноста. Од концептите треба да произлезе сршта на новата гама на шведскиот производител, а тоа со оглед на најсвежо покажаното би требало да го сторат со задоволство и елан, што несомнено ќе произлезе од реакциите на публиката на Женевскиот салон. Погледот одзади кон Estate концептот делува како некаде во длабочина да се чувствува ехото на незаборавниот 1800 ES од пред 4 децении. Во спротивно со тоа, натрешноста како да инспирирана од иднината, некои елементи дури и од подалечната. Екстра просторот зад предните седишта го покажува алтернативниот начин на размислување на швеѓаните, а таква ќе биде и механиката чија основа е новата модуларна архитектура. Својот респект кон вложените напори на шведските инженери, купувачите ќе може да ги изразат најрано наредната 2015 година.
И така, неколку месеци после корејската и американската премиера, новиот Genesis стапна и на европско тло, каде, ако не на салонот на автомобилите во Женева. Навидум чудна дизајнерска комбинација на точно 5-метарската лимузина и дава карактер на драматична демонстрација што се компанијата може да стори кога ќе се реши да го направи тоа. Големиот луксузен седан со погон на задните тркала се представува со нагласена хексагонална маска, линиите со динамичен карактер и спортскиот заден дел. Меѓускиното растојание од 301 см обезбедува широко града внатрешност, посебно за патниците на задните седишта, кои немаат право да се пожалат на инженерската брилијантност со која е создаден овој модел, засега донесен во Европа, само да ја демонстрира амбицијата на марката. И тука повторно доаѓаме до наш земјак. Џон Крстевски е потпишан на дизајнот на луксузната лимузина, која има огромен потенцијал во Америка и Азија. Во разговорот што го имав со него, ми нагласи дека е горд на своето македонско потекло и дека би сакал да ја посети Македонија. Обврските што ги има како директор за дизајн на Hyundai за Америка едва и му дозволуваат да дојде во Европа. Логично, бидејќи за Hyundai американскиот пазар е од круцијално значење и напорно се работи на нови модели, кои можеби некогаш ќе ги возиме и тука. А зошто да не, кога се дизајнирани од наш човек? Откривајќи ја приказната за новиот iGo, кој на лик толку се разликува од својот најблизок род, сваќаме дека тој е мал автомобил направен за европејаните кои сакаат да останат надвор од толпата. Атрибутите како динамичен, живописен и што е уште поважно забавен, му е дел од гените кои ги има наследено од далечниот исток. Нескриено различно од Peugeot 108 и Citroen C1, новото лице на iGo со своите самурајски брчки делува полно со агресивност. И остатокот од возилото стилски е спакуван на тој начин со идеја не само да делува, туку тоа навистина да биде различно од оние кои му се најблиски и со кои има исти корени. Различни се, но не толку и задниот дел од кај браникот и светлата, како и задното прозорче, а исти се моторите. 1 литарскиот со 68 и 1,2 литарскиот со 82 конски сили. Скоро исти се габаритите кои малку поинаку растегнати даваат повеќе простор и за главите на патниците и за багажот. Внатрешноста делува доста посериозно во однос на претходникот, зашто значаен придонес има целосно редизајнираниот инфосистем со 7-инчен екран чувствителен на допир. Се разбира, iGo, како и Peugeot 108 и C1, и понатаму ќе се произведува во Чешка. Своите зборови дека модел S во Европа ќе биде прифатен дури и подобро отколку во Америка, главниот човек на Тесла, Елон Маск, ги подкрепува со тврдењето дека на стариот континент растојанијата се помали, поради што електричните возила се далеку попрактични за секојдневно користење. Надежта дека ќе биде така, тој ја базира во довербата кон германските купувачи, што заедно со останатите квалитети на електричната лимузина ќе стекне со оформувањето на продажно-сервисната мрежа сочинета од 30 дилари и со 50% покриеност на земјата со мрежа брзи полночи до пролета и целосно до крајот на идната година. Покрај супериорната примена на напредната технологија, засега единствениот модел на Тесла полека добива епитети на автомобил која трасира иднината. Луксузната лимузина долга точно 5 метри е задвижувана од трифазен индукционен електромотор со моќност од 285 или 350 киловати во зависност од верзијата. Основната верзија со батерија од 60 киловат-часа во Германија чини 71.400 евра, а топ понудата Signature Performance дури 109.150 евра. Тесла лани продаде 22.477 возила, скоро сите во Америка, и за прв пат од своето основање во 2003 година забележа профит. Ако беше дискутабилно дали во Женева покажаниот уличен болид ST1 на данскиот малосериски производител Zenvo треба да се брои како премиера или не, неговите перформанси никогаш не беа предмет на дискусија. Со 6,8 литарски двокомпресорски V8 мотор кој испорачува 1104 конски сили и 1430 Нм од сопствен развој, прави тој да се споредува со Bugatti Veyron. Данците имаат ограничено неговата максимална брзина на 370
165 км на час, за кои оние кои го пробале овој високоексплозивен рачно направен супер автомобил велат дека се реално достижни. Не така достижна е неговата цена, која на капијата од фабриката која се наоѓа на островот Зеланд изнесува 660.000 евра. Заради високите давачки во матичната земја, сите 15 планирани примероци од Зенво ST1 ќе одат за извоз. Дел од нив се во Соединетите Американски држави, за каде луѓето кои стојат за овој производител му е зголемија силината на 1250 конски сили, во кои е вклучен и уникатен часовник вреден $49.000. Оние кои слушнале за Ермини знаат дека педигрето му датира од пред 66 години, кога после долгиот тркачки стаж Пасквале Ермини ја има основано својата работилница за спортски модели. Како и многу други автомобилски имиња од тоа време, и Ермини паѓа во немилосрдноста на заборавот. И ќе останеше таму да не беа мајсторските раце на Џулио Капелини, кој на моделот од новиот милениум му даде лик и душа. Наречен Сеј ото Сеј, овој прекрасен двосет со носталгија подсетува на одамна одминатите времиња. Има шасија од челични цевки покриена со каросерија од јаглеродни влакна, која заедно со дволитарскиот мотор од 320 конски сили позајмен од Рено тежи само 686 кг. Отаму и името Ермини 686, според пишаниот збор на неговите горди креатори, забрзува до стотка за само 3,5 секунди и постигнува ограничени 270 км на час. За справување со суровата сила има тргачко остлнување и брембо со пирачки, а за исполнување на возачките желби 6-степен секвенционален менувач. Одговорните во компанијата на презентацијата на Ермини Сеј ото Сеј во Женева повеќе зборуваа за минатото отколку за иднината, така што не кажаа ништо за евентуалните планови за производство. Микроскопската држава по територија, Аџиновска според парите со кои располага досега беше позната како даночна оаза и по бангарската индустрија. Од оваа година Лихтенштајн е на светската мапа на производители на автомобили или барем на оние кои се обидуваат тоа да станат. Моделот што го гледате е собственост на компанијата Nanoflow Cell, која пак со се уште непостоечката марка ја нарече Квант, а на самото возило му даде повеќе или помалку генерички назив и спорт лимузина. Веќе на прв поглед делува како возило од друг свет, за кое не би погрешиле ниту малку ако го опишеме како откачено и футуристичко. Откачено затоа што делува така. Неговиот дизајн за кој без грижа на совеста може да кажеме и дека е симпатичен и привлечен. А тој прецизно изразено е долг добри 5,26 метри и во него има место само за четворица патници, чие влегување е олеснато со 2 метра долгите галебови врати. Импресионираноста од неговата појава понатаму продолжува со меѓуоскиното растојание од 3 метри, широчината од 2,1 метар и тежината од 2,3 тона, кога двата резервари му се наполнети со електролит потребен за производство на струјата за 4 електромотори, по еден за секое тркало со вкупно од 680 киловати, односно 925 коњи, и верувале или не, 11.600 ньютон метри вртежен момент. Ако верувате во оваа бројка, тогаш ќе верувате и дека Квант и спорт лимузин е способен да забрза до стотка за 2,8 секунди и да постигне максимални 380 км на час. Ако не, понатаму ништо нема да ви интересира, дури ни тоа дека има автономија помеѓу 400 и 600 км, за кои не испушта ниту грам штетни материи во атмосферата, ниту пак дека компанијата од Лихтенштајн има намера до крајот на идната година да ја хомологира за нормален сообраќај. Од една страна караван, а од друга скоро тркачки автомобил. Колку и да звучи контрадикторно, ваквото комбинирање секогаш успева, посебно кога тоа го прави мајстор како Јагуар. Ке кажете дека германците го прават тоа со децении и ќе бидете во право, но сетете се дека нивните и купувачите на Јагуар не се исти. Да се задоволат типичните купувачи на британските премиум модели треба повеќе. Првото, повеќе Јагуар го најде во спорт брейк везирата XF, која располага со багажен простор од 1675 литри со соборување на задната клупа, што се прави
прави со притисок на копче. За второто изборот падна на RS верзијата со 550 конски сили, со која во пакет одат и големите 20-инчни тркала по широката маска од јаглеродни влакна, 4 издувни цевки по крутото ослонување, репрограмираната електроника и чувството дека сето тоа ќе ве однесе на врвот на светот. Впрочем, да не е така, никој нема да изброи 82.495 фунти за него. Останатите аргументи звучат вака: забрзува од 0 до 100 за 4,8 секунди, максималната брзина електронски ме ограничена на 300 км на час, подвозвието му е поинаку подесено заради караванската распределба на тежината, а каде и да се појавите, ќе бидете уникатни со него, на театар, на пазар, пред кафе. Суштинската новост, турбомоторот, води потекло од Масерати. Доработен е од инженерите на Ферари, па малку е поголем од оној кој се вградува во Quattro Porte и Ghibli, има 3,9 литри работна зафатнина на 8 цилиндри во V формација, директно впрскување на горивото и остварува 560 конски сили и максимални 755 Нм. Овие бројки се поголеми и од оние на Масерати и од досегашната Калифорнија, посебно вртежниот момент и неговата распределба, што најмногу е заслужно за благо подобрените перформанси. Максималната брзина од 316 км на час и забрзувањето до 100 за 3,6 секунди. Од Маранело вела дека и покрај турбовитамините, Калифорнија Т ке звучи како што треба да звучи еден Ферари. Изгледот на Калифорнија Т индицира дека инспирацијата е побарана кај F12 Берлинета и FF, а некои детали ги насочуваат мислите и кон класичната 250 Тестароса. Технолошки новиот модел доживеа напредок кај 7-степената трансмисија со двојна спојка, прилагодливо ослонување, F1 трак системот за контрола на стабилноста и расположивите керамички сопирачки кои го кочат од 100 км на час за 34 метри. Се споменуваат и некои нови технологии за штедење на горивото, но кого тоа би го интересирало? The night I write by candlelight I find insight fundamental movement. Најавувајќи го мистериозниот концепт Масерати, за него пред салонот во Женева ни кажа само 2-3 збора кои повеќе збунуваа отколку што објаснуваа. Таинственоста беше оправдана. Со студијата Алфиери италијанците го покажаа стилот на кој му дале зелено светло да ги краси нивните модели во наредните 100 години. Всушност, вистината е дека оваа студија го носи името на најистакнатиот од браќата Масерати, инженерскиот гений кој во Болоња ја има основана компанијата пред точно 100 години. Но вистина е и дека оваа целосно функционално купе со 2+2 седишта се појавува токму во чест на едновековниот јубилеј на марката, па оттаму доаѓа инспирацијата за изјавата за 100-годишниот иден дизајн на возилата на Масерати. Сепак најголема вистина е дека тоа ни малку нема да ја смири топката, бидејќи спортскиот карактер на автомобилите на Масерати толку емоционално е пренесен во дизајнот на Алфиери, што представува ремек дело. Сите новитети кои беа представени под куполите на Женевскиот мотор шоу немавме време да ги обработиме во ова издание на Автомагазин, а ние се ве убедуваме дека оние најинтересните остварувања ќе одвоиме простор за нив во некои од следните емисии на Автомагазин. Инаку, трендовите кои ја заземаат автомобилската индустрија се конечно фокусирани само на безбедноста и на екологијата. Како што реков во самата најава, има уште време да се имплементираат тие новитети, но сигурни сме дека автомобилската индустрија сигурно и со големи чекори иде кон иднината. Иднината која треба да биде многу побезбедна и многу поеколошка за сите нас. Со ова се одјавуваме од годинешниот 84-ти поред Женевски мотор шоу. Ве поздравувам и ви закажувам следна средба, се разбира, од Македонија за 14 дена. До тогаш до гледање.